Новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Охриѓани дишат чист воздух без прашина. Триесетина вработени во АДМО решение за своите судбини денес побараа од локалната самоуправа од Охрид. Азербејџанците се запознаа со Македонија преку песна Јоро. Убавините на Охрид презентирани на саемот во Чешка. По околу 70 години посета на албански премиер на Србија. Да ја погледнеме временската прогноза, па се враќаме со најавените настани. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето претежно сончево со локална облачност и максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1020 хектопаскали, а дуваше и слаб југозападен ветер. Во вторник облачно со врнежи од дожд ќе биде во Португалија, Шпанија, Франција, Велика Британија, Италија и Швајцарија. Врнежи од снег се очекуваат на север од скандинавскиот полуостров и во областа на Алпите. Во останатите предели ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 7 степени во Осло и Москва до 22 степени во Рим. На Балканскиот полуостров утре во утринските часови ќе има појавана магла и ниска облачност, а во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Дневните температури од 15 до 21 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови ќе има појавана магла и ниска облачност, а во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринските температури од 3 до 10 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 11 до 19 степени. Во Скопје утре во утринските часови ќе има појавана магла и ниска облачност која ќе се задржи предпладне. Попладне во главниот град времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна температура до 16 степени. Во Охрид во вторник во утринските часови ќе има појавана слаба магла и ниска облачност, а во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна температура до 14 степени. Во наредните неколку дена во Охрид ќе преовладува променливо облачно време, а ќе уживаме и во сончевите периоди и пријатни дневни температури кои ќе се движат од 12 до 14 степен Целзиус. Утринските температури ќе се движат од 9 до 11 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет.
Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Велат дека сме топли и љубезни луѓе, пресретливи, полни со разбирање. Покажи им ја таа твоја страна и на туристите кои доаѓаат во твојот крај. Лесно е, обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Њамп Дуо 260 грама 47 денари, Њамп Дуо 130 грама 24 денари, Трик солени стапчина 200 грама 26 денари, Трик Микс 300 грама 49 денари, Мерси 400 грама 369 денари, Тофифи 225 грама 89 денари, Кнопер с политанки 15 денари. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 30 вработени во АДМО решение за своите судбини денес побараа во локалната самоуправа. Знаат дека локалната нема директна надлежност да им помогне, но велат дека како граѓани на оваа општина треба да добијат помош за актуализирање на нивните проблеми и конечно решавање на статусот на овој поранешен индустријски гигант. Денес тие остварија средба со секретарот на општината Димитар Спасески, кој им вети дека ќе ги извести надлежните институции за проблемите на вработените во АДМО. Маката денес натера 30 вработени во АДМО од Охрид решение за своите судбини да побараат во локалната самоуправа од Охрид. Неисплатени плати, придонеси, извршни решенија и нерешен статус околу рестартирањето на фабриката. Ова е дел од проблемите за кои тие побараа помош од локалната. Председателот на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство на Република Македонија, Пеце Ристевски, вели дека кога ја побарале средбата со секретарот на општината Димитар Спасески, биле свесни дека локалната нема директна надлежност да им помогне, но потенцира дека како граѓани на Охрид тие треба да добијат помош од локалната во актуализирање на нивното прашање пред централната власт. Ристевски вели дека имаат позитивни очекувања од денешната средба. Додава дека во текот на оваа недела очекуваат повратни информации околу решавањето на нивните проблеми. Не да сме го предочиле, многу пати баш колегата Миле ги изнесе сите дописи и контакти што сме ги имале со централните институции на ова прашање, меѓутоа можам одговорно да речам дека одделни институции се оглушуваат, а има дел кои одговараат, меѓутоа не на директно она што како прашање го поставуваме, него во заобиколена форма, а конкретни превземања очигледно нема, бидејќи ситуацијата е ваква каква што е. Писмено и лично јас сум имал контакти со одредени министерства, Управа за приходи, Министерство за економија и така натаму, све ветувања, меѓутоа конкретно чим е ваква состојбата, значи нема позитивно поместување на добро. Секретарот на општина Охрид Димитар Спасески вели дека на денешната средба со дел од вработените во ЕМО бил подетално запознаен со сите проблеми кои ги тангираат вработените во некогашниот гигант.
Ние директна надлежност во однос на решавање на самиот статус, на решавање на проблемите, на реставрирање на производството немаме како локална самоуправа. Она што нас ни преостанува е да се грижиме за граѓаните на Охрид вработени во ЕМО, што е наша директна надлежност, и само од тој аспект како локална самоуправа се вклучуваме во овој процес со цел определена група на граѓани кои што имаат определен голем проблем на нивното работно место, да помогнеме да почнат редовно да примаат плати и придонеси, што секако и за локалната економија би било повеќе значај. Инаку, како што рекоа од синдикатот, околу 200 вработени во некогашниот охридски гигант се соочуваат со проблеми на неисплатени околу 30 на плати, немање предмет на работа, нерешен статус на предпријатието, како и немање здравствени картони години наназад, што велат е дополнителен проблем во ситуација кога не земаат плата, а треба да плаќаат за здравствени услуги. Охриѓани дишат чист воздух без прашина. Испитувања пак за квалитетот на воздухот од чад и сулфор диоксид во Охрид нема. Во Охридскиот центар за јавно здравје подолго време нема мерни апарати за испитување тешки метали, чад и сулфур диоксид во воздухот. Охриѓани дишат чист воздух без прашина. Ова го потврдуваат анализите од Охридскиот центар за јавно здравје, измерени во месец октомври. Аерозагадувањето се мери на 4 мерни пунктови низ градот, во близина кај општа болница, кај детската градинка Јасна Ристевска, кај автобуската станица и на северниот влез од градот. На последното мерно место, каде што во близина има раскрсница, надвозник и подвозник, е забележано и највисокото загадување на воздухот. Тука биле евидентирани 121,85 милиграми на литар воздух, аеросидименти. Оваа вредност е многу ниска во споредба со максимално дозволената граница од 300 милиграми на литар воздух, вели доктор Лидија Симоновска, раководител на одсекот за комунална хигиена. Специјалистот по хигиена со здравствена екологија потенцира дека граѓаните може да бидат спокојни во однос на квалитетот на воздухот од загаденост со прашина. Ние немаме овај концентрации над дозволените максимални концентрации. Овај аеросидимент, прашина во воздухот. Кај нас е многу ниски. Ние живиме на релативно многу чисто подрачје. Дали и ветриштата, како се поставени градовиве се такви, прашината овдека не се акумулира многу во централниот дел. Охриѓани дишат воздух без прашина, ама не знаат дали воздухот е загаден од тешки метали, чад или сулфур диоксид. Во Центарот за јавно здравје подолго време не се мери загадувањето на воздухот од овие параметри. Тешки метали не испитуваме. Да испитуваме тешки метали, тогаш малце башка ќе биде кај автобускава станица, зашто имаме раздвиженост на повеќе возила, автобуси и така натаму, а не мериме затоа што моментално го немаме тој апарат, кој што се надевам дека за брзо време ќе го набавиме и дека ќе ги мериме и тешките метали во аеросидиментот, што е многу битно заради издувните гасови на автомобилите, на автобусите, на сите возила што се низ градот. Додека се чека набавка на нова современа апаратура за мерење на овие параметри, доктор Симоновска укажува дека несовесни граѓани ги уништуваат постоечките мерни станици за мерење на воздухот од аерозагадување. Најчесто се крадат инките или се уништуваат пластичните балончиња кои мора да се постават на висина од 1,30 до 1,50 сантиметри. Покрај мерењето на загадувањето на воздухот од аеросидиментација од Охридскиот центар за јавно здравје, вакви контроли вршат и во Струга и Дебар, па оттаму посочуваат дека и во овие два града граѓаните дишат чист воздух незагаден со прашина. Секторот за туризам и локален економски развој и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството во рамките на своите активности и зацртани проекти, а со цел запознавање на можностите, развојот и унапредувањето на органската храна во Република Македонија, организираат едукативна работилница за начините за сертифицирано органско производство и воведување на ваков вид производство, како и поголема достапност до крајните потрошувачи.
хотелиери, угостители и останати лица. Работилницата ќе се одржи на утре, на 11 ноември, во големата сала на општина Охрид со почеток во 12 часот. Се покануваат сите земјоделски производители, потрошувачи, хотелиери и заинтересирани лица за присуство. Градоначалникот на општина Охрид заедно со тим од секторот за туризам и локален економски развој денеска на саем во Прага ги представија убавините на Охрид. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски заедно со тимот секторот за туризам и локален економски развој во Прага одржаа презентација на туристичката понуда на Охрид пред сите позначајни туроператори од Чешката република, како и пред новинари од најзначајните специјализирани списанија и магазини за туризам, како и останати медиуми. Станува збор за своевидно продолжение на промоцијата на Охрид како туристичка дестинација после презентацијата на градот во Страсбур во Советот на Европа и според организацијата и големината на настанот представува најзначаен настан што било кога во историјата општина Охрид сама го организирала и реализирала. На настанот беа присутни и представници на сите поголеми хотели и туристички агенции од Охрид. Во четврток ќе се одржи 31-та седница на Охридскиот совет. Еве зашто ќе одлучуваат градските советници. Во четврток ќе биде одржана 31-та седница на Советот на општина Охрид, на која ќе бидат представени извештаите од работењето и остварените резултати од јавните предпријатија во градов. На дневен ред се и повеќе предлог одлуки за освојување на измените на развојната програма за поттикнување на развој на туризмот во период од 2014 до 2016 година, за поддршка на локалниот економски развој, јавната чистота, развојната програма за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици, јавното осветлување и други. Исто така, градските избраници ќе одлучуваат и за предлог одлуки за освојување на измените на програмата за спорт, образование, детска заштита и култура. На дневен ред е и предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2014 година и предлог одлука за дополнување на статутот на општина Охрид. На крај, советниците ќе одлучуваат за повеќе предлог одлуки за донесување на урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградени објекти во Охрид, Лесковец, Велгошти и Трпејца. Црвен крст Охрид ги информира идните мајки дека поради големата заинтересираност, проектот Мајки ќе продолжи во наредниот период со бесплатни курсеви и практична настава водена од врвни специјалисти од повеќе области. Курсевите се одвиваат во просториите на Црвен крст Охрид, траат 5 дена по 3 часа, а опфаќаат едукација на идните мајки во однос на бременоста, правилното доење, исхрана, повивање, вакцинација и давање прва помош. Заинтересираните треба да се пријават во Црвен крст Охрид на телефон 046 262 706 или на имејл ohrid@redcross.org.mk најдоцна до 18 ноември 2014 година. Азербејџанците се запознаа со Македонија преку песна и оро. За тоа се погрижија од културно-уметничкото друштво Дримколо Двевчани. Играорците ја представија земјава во Баку, Азербејџан, на деновите на македонското културно наследство. Азербејџанците се запознаа со Македонија преку песна и оро. Од 9 до 11 ноември во главниот град на Азербејџан, Баку, и во градот културна ризница Аксу се одржаа денови на македонското културно наследство. Централно место на манифестацијата имаше настапот на културно-уметничкото друштво Дримколо Двевчани. Играорците со целовечерна програма презентираа традиционални песни и ора, носи и обичаи на Република Македонија. Во рамките на оваа манифестација, професор доктор Рубин Земон, председател на научниот совет на Институтот за социокултурна антропологија на Македонија, одржа предавање за богатото мултикултурно наследство на Македонија, пропратено со прикажување на неколку документарни етнолошки филмови. Азербејџанците имаа можност да се запознаат преку современи фотографии со културното наследство на Македонија, изготвени во соработка со Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХАЕМУС од Скопје, предводено од магистер Василка Димитровска. Организатори домаки на манифестацијата Денови на македонското културно наследство во Азербејџан е Организацијата за поддршка и истражување на културно наследство Мирас од Баку, Азербејџан, предводено од професор доктор Фарис Халили. Деновите на македонското културно наследство се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија.
Полицијата се уште трага по осомничениот за трикратното убиство што се случи вчера во Кавадарци, кога Тони С. ги застрела сестрата на неговата сопруга и нејзините родители. Тој бил повеќе пати пријавуван за неколку дела, меѓу кои и за семејно насилство, а против него биле поднесувани и кривични пријави. Трагедијата го потресе Кавадарци, бидејќи убиените важеле за мирни и угледни луѓе. Според наводите, убиецот не можел да се соочи со фактот што сопругата се развела од него, со која имале 2 малолетни деца. Убиецот бил поранешен бранител од конфликтот во 2001 година. Во зградата на Република Македонија изутринава избувнал пожар при што се запалила инсталацијата. Во гаснењето на пожарот биле ангажирани 6 пожарникарски возила. Пожарникарите не дозволиле проширување на пожарот на првиот кат на зградата. Била причинета незначителна материјална штета, а Министерството за внатрешни работи треба да ги соопшти информациите за причините за пожарот. Да погледнеме што беше актуелно денес во светот. Еве дел од вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. Вчера навршија 25 години од падот на Берлинскиот зид, кој беше главен символ на студената војна. 8.000 балони беа пуштани еден по еден и го символизираа исчезнувањето на зидот. Над 1 милион граѓани од сите европски земји дојдоа пред Брандербуршката порта за да бидат дел од спектакуларниот концерт и огномет. Берлинскиот оркестар ја исполни Бетовеновата ода на радоста. Канцеларката Ангела Меркел, по потекло од Источна Германија, во своето обраќање рече дека соништата можат да се остварат. Зидот беше урнат на 9 ноември 1989 година, откако по грешка Гинтер Шабовски, член на Источно-германското политбиро, објавил дека на германците од Источна Германија ќе им биде дозволен премин во Западна Германија. Албанскиот премиер Еди Рама пристигна во официјална посета на Белград, што е прва посета на албански државник по 68 години по посетата на Инвер Хоџа на поранешна Југославија. Еди Рама го пречека српскиот премиер Александар Вучич. Очекувањата се големи, но односите меѓу двете земји и натаму се тензични. Во суштина, овие две држави меѓу себе немаат отворени прашања. Непријателството произлегува од проблемот со Косово. Србија не ја признава независноста на својата некогашна покрајна, но како што велат политичарите во Белград, ја признава реалноста на теренот. Посетата на албанскиот премиер првично беше закажана за 22 октомври, но беше одложена поради инцидентот на фудбалскиот надпревар меѓу националните тимови на Србија и Албанија во Белград. На каталонскиот необврзувачки референдум за независност, над 80% од излезените гласале за отцепување од Шпанија, а уште 10% се сложиле дека Каталонија треба да биде независна, но се уште поврзана со Шпанија, покажуваат првичните резултати. Мадрид референдумот го нарекол безвреден, иако вчера голем број гласачи чекале во редици за да го изразат својот став. Барањата за сувереност на Каталонија во последните 5 години се посилни, но шпанскиот премиер Маријано Рахој упорно порачува дека референдумот нема да има никакво значење. Најмалку 47 ученици загинале при експлозија на бомба во едно училиште во северна Нигерија. Според првичните извештаи, експлозијата ја предизвикал бомбаш самоубиец кој бил облечен во ученичка униформа. Се претпоставува дека одговорна за нападот е екстремистичката група Боко Харам, која напаѓа училишта во Нигерија, а целта е да етаблира исламистичка држава. Председателот на САД Барак Обама ја почна турнејата на Азиско-Пацифичкиот регион со посета на Пекинг. Обама ќе се обрати на отварањето на средбата на Азиско-Пацифичката економска соработка АПЕК, пошто ќе има работна вечера со клучни лидери од Азија. За време на посетата, американскиот претседател ќе се сретне со кинескиот колега Кси Џинпинг. Во неговата програма е вклучена и посета на Австралија. Посетата е една од последните можности на Обама да го зголеми американското влијание во Азија, оценуваат дел од западните медиуми. Ова беше се во денешниот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.